На првиот ден од месец април, со многу насмев ќе го славиме Меѓународниот ден на шегата, забавата и лагата. Кај нас се традиционални првоаприлските маски. Се организираат маскембали, карневали, но не се пропуштаат и многобројните подсмишливи лаги и закачки. Во пресрет на 1 април, насекаде во продавниците се продаваат маски, а родителите заедно со дечињата се подготвуваат и одбираат маската за 1 април. Како и секогаш, разни маски со ликовите од цртаните филмови може да се најдат по различни цени и тие претежно се движат од 250 до 700 денари. Но има и маски по многу повисока цена, што и не е толку исплатливо со оглед на тоа што маската децата ја користат само еднаш. Но голем е процентот и на рачно изработени маски кои децата заедно со родителите сами ги прават или пак се организираат во групни маски. Може ли ни кажете во пресрет на првоаприлскиот маскенбал каков е интересот на граѓаните, односно на децата, дали веќе започнаа со подготовка на маските? Започнати се веќе неколку дена, мислам околу 10 дена некаде се вижам, па не е некој голем интерес, не знам што е уште, дали од школиве оваа година имат нешто, пример, ова оделение да биде со зајче, ова оделение да биде почна и дома да си спремаат самите маски. А што најмногу се бара, што сакаат децата најмногу да се маскираат? Машките повеќе војникот, нинџите, вака нешто, пожарникар исто, имаш морнар. Машките повеќе се околу нинџите, околу војниците, таквите полицајците, значи во таков филм се влезен. А девојчињата? Принцези. Кои се уште принцези, значи од секогаш било принцези и се уште е принцези. Што се однесува до цените од колку до колку се движат? Па од 300 денари, од 250, 300 зависи, па до кај 600 денари 700. Игра ли улога цената во изборот на маска? Па и игра, искрено игра, мислам дека. Се подготвуваме со цело оделение, ќе правиме групна маска, но тоа ќе остане тајна меѓу нас. А потоа со маската ќе продефилирате некаде? Па ќе се шетаме низ насело. Да, групна маска од нашето оделение. Сами ја подготвувате маската? Да. Дали ви помага никој, наставничките или родителите? Дечката нашата класна. Ја ќе се маскирам у клоун. Дали сами ја подготвуваш маската? Да. Многу време ти одзема? Па пола сат. Сега се подготвуваш за маскембалот за 1 април? Да. Што ќе бидеш маскирана? Вештарка. Си одбра маска? Да. Детскиот културен центар Карпош и град Скопје, како и секоја година на 1 април од 11 до 16 часот на плоштад Македонија ќе организираат детска забава Априлијада Скопје се смее за сите училишта, градинки, деца, тинејжери и граѓани на град Скопје. Ке има забава со маски, песни, игри, забава со модерен балет и останатите секции на Детскиот културен центар Карпош. Златното славече, танцови групи од основните училишта, фотографирање на голем фотозид заедно со суперхероите Спајдермен, Ајронмен, Супермен, Бетмен. Учество ќе земат и децата кои освојуваат и многобројни награди и врвни признанија во својата кариера, а тоа се децата со Даунов синдром од трисомија 21. Оваа година плоштадот ќе биде поделен во неколку зони каде ќе има најразлични активности за посетителите. Бонус забава ќе има од 16 до 19 часот исто така на плоштадот Македонија со младите таленти Мина Блажев, Елита Зибери и Лина Пејовска, како и со музичките уметници Александар Митевски, Бени Шакири и музичкото училиште Music House. Забавата продолжува со DJ Ампов од 17 часот на плоштад Македонија.